Ама кој ќе знае, бе, Маријана? Сите. Абе, не зезај, никој нема да знае. Дали си ти нормален, сите ќе дознаат, ќе нафатат. Што ти е на тебе? Јас нема да кажам, ти нема да кажеш, тоа е. Глеј, значи не доаѓа у предвид, ја не сакам вакви глупости, стварно. Не е глупост. Глупост е, плюс ако не фатат, тоа полошо може да испадне. Не барам јас се, нешто малце. Значи не може ништо, крај, не може. Абе, те молам, ајде, очен сум должан сегде, бе. Жаре, немам намера да местам лото за тебе. Абе, не мора седмица ти викам, дај нешто ситно, нешто петка, да се раздужам. Гледате Еден на еден, сезона 7. Вечерашен гостин Маријана Станојковска. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, кај си? Еден аплауз за Пеперминт. Сега за фрканци, така? Спремни сме? Ке се смееме? Иако не се смешни. Се подготвав полека за Оскарите, нели, бидејќи следуваат сега и го гледав Марсовец. Кој го гледал Марсовец? И браво, ми се допаѓа. И таму има што го гледа Марсовец. Овде кај нас Сулимановиќ е Марсовец. Не знам дали вие што не го гледате, знаете за што се работи. Значи Мет Деймон е астронаут во филмов и ќе заглави таму сам на Марс. И сега си викам, замисли некој наш да беше на ваква мисија, македонец, значи да беше на ваква мисија. Прво проблем ќе има дома како да каже. Значи, како ќе им каже на неговите, ќе рече: еве, мамо, тато, ја одлучив, јабана на Марс ќе одам. И прв муавето татко ти е, и потам оди ако сакаш. Кренавме раце ние од тебе одавна. Живеј. Сега најде тој на Марс да оди. Секој ден луѓе вработуваат, тој на Марс ќе одел. Срамота. Баба ти од таму доаѓа, компјутерите му го зедоа умот. Мајка ти ја слушаш на телефон со комшивката, ќе го растеш, ќе го гледаш, ќе го пазиш и на Марс ќе ти замине. А комшивката по и враќа од таму: нашиот еве 2 години веќе Германија е, да. И седиш во тоа ракетата таков, нели, целиот со тие кајшите и ти одбројуваат 9, 8, 7 и мајка ти на интерфон: Жаре, си го заборави джемперот. Ќе ти студи. Пази се од промајата. И викаш: мамо, нема атмосфера, бре, на Марс, каква промаја. Гледај, баш ти прави се паметен атмосфера да им правиш. Баш ти биди. И во тие неколку секунди онака од одбројувањето ти се јавуваат сите. Сестра ти се јавува, братучетките ти звонат, бившата ти се јавува: Жаре, слушнав, заминуваш. Сакам да се видиме. Почна да ти плаче: абе, те сакам, Жаре, многу те сакам. Да, ми ја те сакам, ај побрзо, немам време, на Марс одам. Па, мислев, ако сакаш да се земеме фиктивно, онака да се запишеме во матично, колку да ме повлечеш на Марс, па после ја ќе бркам работа. Не се седи тука. Кога сме кај вонземјански работи, ако одиш на YouTube да видиш кои видеа се најактуелни во Македонија, значи на врвот ќе го најдеш ова. Значи, ова е најактуелно видео во моментот во Македонија. Тоа е видео од фарма со наслов "На цуци и паднаа градите". Значи, заклучокот е дека на цуци и паднаа градите, а на јавноста очигледно стандардите. Добро, чекај, за волја на вистината. Има и погледани работи од фарма, а кои 2 работи се погледани од фарма, од Звезде Гранда, од турски серии? Знаеме? Кои се погледани работи? Изволте. Не е вистина. Погледани се Златна бумамара и една работа е најгледана од се што онака на телевизија. Тоа е една нова
турска серија на Сите лоди, не знам дали ја знаете. Не, Лаки и Зоки се вика. Ја знаете? Најгледана. Значи, немавме буџет за монтажер. Велат дека мажите може да прават само една функција, а тоа е или да слушаат или да зборуваат. Не може други работи. Значи, или слуша, или зборува. Но тоа е стереотип кој беше побиен со интервјуто на Лаки и Зоки. Нели знаете, они си беа цело време и револтирани од тоа што Латас го кажа, она со турците. Се сеќаваме? Да, така, значи револтирани турците го побара интервјуто во целост да биде емитувано во Турција, во нивната земја. И за да ни вратат поради тоа што сите нивни серии ние ги надсинхронизираме, тие го надсинхронизира интервјуто. Сакате да го видите? На турски, значи ова е сериозно, на националната турска телевизија одеше во целост интервјуто на Латас и Зоран Заев. Еве го сега да го видите. Merhaba. Teşekkür bolorsunuz gelişin posetagilerin televizya. Merhaba efendi sünger alşam başka teşekkür bolurum partisipatsiya aktörlüsün gerana vesti. İmotno pravna sostoyba geliyorsun geçinin dogaz. Surtuk eden ki geçin gel akal gen geçin. Yoktur başka sin geliyor. Yoktur başka akıl kesin geliyor. Tujba başka kesin geliyor. Başka klatbak kesin geliyor. Yoktur. 100 lira kesin geliyorsun. Yoktur başka 100 lira kesin geliyor. Surtuk İzrot keşin geliyor. Yok İzrot beşin geliyorsun. Ya surtuk keşin surtuk keşin geliyor. Yok başka İzrot keşin geliyor. Можеме да кажеме дека сите го гледавме интервјуто на македонски. Така? Забележавте какви крупни кадри дава од Заев? Како му се доближува цело време? Значи, тоа знаете на што личеше? Тоа беше како на малечката невеста кој ќе каже дека свекрвата е всушност мајка, а вистинската мајка е сестра. Да, еве, гледате. Зоки, твојата вистинска мајка е... Твојата вистинска мајка е Радмила. Во кој свет живеете, бе, господине Павлович? Кога сме кај политика, Питер Ван Хојте е во центар на внимание последниве не знам колку месеци. За човекот не знаеме многу, а најмногу од се не му го знаеме презимето. Значи типот е тука пола година, нешто посредува, не знам што прави, и секој си го изговара како сака. Значи Ван Хојт, Ван Хоуте, Ван Хауте, Ван Хоут, Ван Хојте, стар европски Мислам, тоа Миленко го вика, се збунив. Добро, не вез. А од ВМРО па викаат, а шо па да знаеме точно име и презиме на него, па на секој турист ли мора да му го знаеме името, бе? Да, значи... ВМРО намерно го направија Ван Хојте турист, за после да излезат и да речат, ете, се зголемува бројот на туристи, само што стигна еден од Холандија. Холандија или Белгија, од кај бе? Белгија? Да, аплус за моите сценаристи. Замисли сите дома да си имавме по еден посредник. Хубаво само ќе ни беше. Значи, девојка ти сака да гледате филм, тебе не ти се гледа, и сега треба да смислуваш еден куп глупости да се правдаш, па таа се љути, па ти аман, ма само се љутиш, па таа не ми викај ма, па ти ќе ми кажеш ма, па таа ќе си се вратам кај мама. Знаеш? А вака иде некој Джес Бейли и вика, двете страни се разгледани и овде предлагам гледањето филм да се одложи за 3 вечери, кога ќе биде испукана потребната количина пуканки и купено потребното количество пиво. Благодарам. Нас ни требаат посредници, бидејќи ние само кукаме, бе. Абе, македонец само кука, ништо не му чини. Политичарите не ни чинат, министрите не ни чинат. Па еве луѓе, сега имаш по 3 министри за една работа. Кој технички, кој дополнителен, кој заменик, и нив не им е лесно, бе луѓе. Во кабинетот има толку многу министри, толку столчиња нема во кабинетот.
И како го решаваат проблемот со столчињата? Еден од министрите цело време мора да е на терен со лопата, отвара фабрики, спортски сали, знаеш, такви работи. Но добро, има и кабинети кај што се решава на поинаков начин. Таму едниот министер седи на столче, а овој другиот министер му постилаат кебенце да си игра со играчи. Не им е лесно на политичарите. Значи не им е лесно, а највеќе не му е лесно на премиерот. Емил Димитриев е премиер, иначе. Да, окей, значи премиерот. Премиерот секој ден патува од пробиштип. Жива вистина. Секој ден патува од пробиштип. Значи премиер бе ке речеш, а тој со родителите уште живеел. Озбилно! Секој сабајле прв автобус пробиштип Скопје. И замисли премиер на една држава да си, да не можеш дома за ништо да се побуниш. Ама не ќам компир манџа, дур си под мој покрив ќе јадеш мајка ти што ќе направи. Види, не е ова лошо само за премиерот, значи ова е за сите лошо. Утре ќе се испокараш со твоите дома и ќе речеш сакам сам да живеам. И татко ти од таму тој да живеел сам. Море премиерот на Македонија живее со родителите, тој сам ќе живеел. Во Македонија секоја жена сака мажот ти да е политичар. Може девојките сега нема да се сложат, ама ќе ви кажам зашто. Значи додека другите се мислат кај е сопругот, со кои патишта таму, со кои жени се ака, таа нема гајле. Значи жена на политичар нема гајле, по цел ден си го гледа на Собраниски канал, бе. Чиста работа. Чиста работа. Кај е тато? Еве го тато. Седиш на седница, се зборам за политичарот, си седиш на седница така, оп, порака на мобиле, насме му се на Марко. Извај ги крањите од кошулата на цакото, да се знајте кај си му. Или станува на говорница да збори, оди оака и му стига порака, по мангупски клај го колано, надвор извај го. Надвор. Американските медиуми се шокирани. Значи шокирани се дека некој новинар, ова е жива вистина, го прекинал Обама насред говор со прашање. Шокирани. Па замисли ние Васко Ефтов да го пратиме, ќе се мрднат. Ќе се мрднат. Значи, кога сме кај Васко Ефтов, инаку открија на нов дел од Библијата. Да, негде таму во Јордан го откриле и во новиот дел од Библијата пишува дека не постои пекол. Тоа е супер вест, но има една лоша вест исто така, а тоа е дека има порта за во рајот. Значи за да влезеш. А за да влезеш внатре во рајот треба на Васко Ефтов да му одговориш целосно 200 прашања. Вице-премиерот Мешевски. Еве ти ја птицата што ја порача онлайн. Еве ти. Само режија, носим ја во режија. Онлайн ја порача во Стопанска банка со картичка, носим ја во режија да ги почастиме. А еве ти рециклажа, значи за тебе. И ти шо е работа и пица деливери стана? Добре, пара не се одбива бе. Тебе? Па сега еве ме ангажира и од влада нешто на сајмов за градежништво. Сајмов Треба за нешто. градежништво, доводиш Golden Art и Јадинг да си ги посетиш. Друго ништо Golden не ти Art треба. и Јадинг? Golden Art и Јадинг. Баш Сајм ќе за видам. градежништво ништо не ти треба. Ајде. Тоа беше вице-премиерот Мешевски. А ние продолжуваме со емисијата. Што ни следува на емисијата тука? А, господине Ѓоко? Што имаме следно? Телефонски јавувања? Океј. Епа, чиме телефонски јавувања, ја мислам да завртам некому луѓе, да ви кажам. Значи, мислам да завртам некому, а бидејќи најголеми звезди, кои се најголеми звезди во Македонија? Преска кажа? Политичарите, нормално, да. Значи, сега да се јавиме на некој политичар, малце го кренеме рейтингот на емисијава, значи, да видиме. Ако ја викам некој политичар, ја обично го викам најпознатиот. Значи, нема, number one тој што е. Ки имам огромна гледаност луѓе. Ајде да пробам. Ало, добар ден. Повеќе, Жако? Како сте? Добро, малку гужва, проблеми некои. Проблеми? Проблема е с нама, добро, не е сериозно. Добро, види, сакав да ве прашам, дали сте слободни за гостување во еден на еден? Како да не сега дека со мене ми е битно со народот да сум. Така. Дали еден на еден, два на еден,
5 на 1, 3 на 1, Аха. сите за 1, не е битно. 1 за сите, ќе дојдам. Добро, добро. Епа, види, сигурно доаѓате? Сигурно, 100%. Значи супер. Кажете ми дали можете само да видам. Можете ли да гостувате на 24 април? 24-ти? Да. Баш 24-ти? Да, баш. Можам. Може? Ќе дојдам 24-ти. Сигурно? Да. Сигурно. 100%. Бетонирај датум 24-ти. Аха. Сигурно нема сила што ќе смени тоа, ја ти гарантирам. Браво, супер, многу ми е мило. Ајде ви благодарам. И ја те. благодарам. Топ, лапај рейтинг, браво. Ова ми се свиѓа ги. Ова ми се свиѓа. Вака да бркаш секогаш слуша. Како мене. Гледаш како одма договорив? Врвен гостин. Рейтинг ќе... Ало? Никола. Да, па кажете. Слушај, мало поместување ќе направам. Зашто? Мало. Него ќе дојдам подоцна. Не можам на Значи, не 24-ти. 24 април. Бетонирано беше, ама тој бетонот не е стврнат убаво. Дека од СДСМ е купен. Не е смешно, добро. Добро, а што да Ќе правиме? дојдам на Кога да 5 снимаме? јуни. 5 јуни пише. 5 јуни? 5 јуни таму сум. Сигурно? 100%, најсигурно. Не бетон, Добро. челик у бетонот да се. Челик во бетон? Да. Аха, жити се? Жими и штабот и тарасата. Најсигурно. Готове, доаѓам на 5 јуни сум таму. Добро, 5 јуни договорено. Ајде. Ѓого, 5 јуни ќе ни заврши сезоната, бе. Ќе продолжиме? Вреди за Гостинов, а? Добро. Ало? О, Жако, Никола пак. Да. Слушај, да поместиме уште еднаш, ќе може. Кога сега да тераме? До август? На одмор треба да одиме. Бог да чува. Откажи и зимски одмори, летен и се. Ало? Жарко, овде е Стево Пендаровски, советник на сите председатели, актуелен светски шампион у брзо зборење. Стево Пендаровски советник на сите председатели во историјата, повелете. Слушнав да имаш гостување, гостинки имаш од режимот. Според новиот закон за медиуми треба да имаш некој од опозиција, гостин. Океј, да не е проблем. Кога сакате да гостувате? Кога? За кога чека да го прашам Бейли. Па ќе ти јавам. Добро. Маријана Станујковска е гостин. Те предупредуваме. Не ти кажувам. Колете ме, бесете ме, не ти кажувам, другар, пријателе. Па види сега, тој е стварно моќен. Моќен. Мокен? Како мислиш? Мохрен. А особено може да ти помогне ако имаш проблем со стомак. А плюс помага и на дечиња. Океј, као што се договоривме, кажи ми нешто за него и ќе ти дајме што сакаш. Чај од камилица. Што не кажеш, бе? Што не кажеш, бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не се игра. Нема врска. Кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Види го пак седнал. Абе што правиш бе? Цел ден си дома, сметки уште немаш платено. Срам да ти е. Че какви сметки немам платено да видиш како се плаќаат сега сметки да видиш. Никој не ти платил вака сметки брзо како сега. Јас што ќе ти платам тебе сметки само 3 бројчиња да платени се сите сметки, маче. Платени се, ме не ме викај платени се, само седиш дома. Што не донесеш нешто за јадење, ја цел ден да седам во кујна. Ти ми седиш во кујна цело време, како смееш ти да седиш во кујна, бе маченце, види сега како овде ќе видам, сакаш пагетчиња да земам, тортелинчиња, има спанак, има рикота, ако сакаш, не. Ти знам сакаш пицичка со куленче, еве една голема фамилијарна, само за тебе, една малечка за мене. Еве маченце и тоа е купено. А зима што иде? Уште јакна што се немаш купено, ќе
ќе се разболеш и после ја ли да те пазам? Ја да ти варам чајавица, да не ме маче болен. Че бе, па немој така да ми спориш, бе, нема да настинам, ќе си купам една јакничка сега, ти една и за тебе ќе купам сега јакничка, а и за сестрата ќе купам една дебела таква розева, знаеш дека она таква сака. Еве купено 3 јакнички, еве само 3 бројчиња, готово е маченце купено, нема никој да ми испонастина, уште нешто да не треба. Чекай, стварно се ова направи? Да, бе, маченце, што ти е? Охо, ручекот дојде, оди земи го. И кад се качуваме во авион, треба да полетаме и само слушам на разгласа моледлицата Маријана Станојковска, ако може да го напушти авион. Колку убаво. 6 сата беле, викам, добро, онака се стимнам. Ао, пајаче, многу ми се допаѓа кога имаме бројна публика. Сега е време да ја најавиме нашата гостинка за денеска. Таа е моја и би рекол наша драга пријателка на сите во еден на еден, а највеќе од сите на Ѓоко. Искрено ќе си каже самата, мислам дека е така, а дали сме во право или не ќе ни каже прекрасната Маријана Станојковска. Вистина е? Вистина е, да. На Ѓоко посебно. Нели највеќе го сакаш Ѓоко? Највише го Зошто сакам. е тоа така? Објасни им на сите. Не знам, едноставно има нешто во неговиот глас. Кога ти се јавува? Да. Кога ти се јавува на телефон или како? Да, кога ќе ми се јави. Како Ало, звучи Маријана? Ѓоко кога... Што збори? Кажи, Ѓоко. Па еве, вака, сакав да те викнам, да ти кажам дека снимањето е закажано за тогаш и тогаш. Ама има нешто во бојата на гласот. Така, те реклами, те емисија, те ова. Да. И едно време Ѓоко на боледување кога беше и кога се врати, Маријана рече тоа е тоа. Многу сум среќна Фала дека Богу повтор. што се врати, Ете да. така. Аплауз за Ѓоко. Знаеш дека нема плата овој месец. Ово беше прекрасна Не реклама. сте Кире, ја ќе ти дам плата. Маријанче, каде го чуваш фустанот дома, кажи ми? Кај го плакар. чуваш? Каде? Во плакар. Ама го јадат молци изгледа, Маријанче. Погледни. Ставај нафталин поише во плакарот, нешто ставај таму, ова не знам. Маријанче, Намерно е секогаш кога ќе има некој настан буба мари или пиво фест или едно друго, обавезно има нешто за твојот... Те ја запали публиката. Те вилиците им паднале. Те, не знам, помогни Ама добро, ми. и ти ја забали публиката. Ја еднаш... Излезе по пешкир, така? Ама зашо морав? Не, затоа што мораше призна дека сакаше, топло беше многу. Беше топло, да, точно. Ама вака ќе кажам, значи вака беше. Ја и Маријана водевме пивофест и ми дојде многу незгодно, зашто секој ден буквално луѓе, секој ден, значи 4 дена поред, буквално никој не ме ни спомнува таму. Значи сите на порталите Маријана ја вжешти атмосферата. Маријана излезе полугола. Маријана ова напри, Маријана тоа напри. И ја викаме сега ќе види и што направив? Излезе по пешкир гол. Излегов гол по пешкир. О, Маријанче, дали некогаш ти си била шверцер? Не, Никогаш? никогаш. Дали Зар ти никогаш... личам на шверцер? Чекај, дали никогаш ти, ја мислам намерно го користиш твоето убаво фациче за да така за да прошверцаш нешто. Сега ќе ти кажам што е муаветов. Ајде да Мене чујам. вработени од аеродром Скопје. Добра. Ми имаат кажано дека некогаш, не знам сега точно кога како што, си сакала да прошверцуваш некои артефакти или не знам што и дека буквално те имаат извадено од авион пред полетување. Значи не е као од аеродром, од авион. Глеј, има вистина во тоа нешто, да. Како не си шверцер? Еднаш ме извадија од авион за да проверат што точно носам во куферот, затоа што нешто им беше сомнително. И морам да кажам дека тогаш јас летав за Америка, пошто ја представував Македонија на еден интернационален избор, станува збор за изборот Miss Hawaiian Tropic International во Лас Вегас, во 2007 се случува се ова. Добро. И кога Miss Hawaiian Tropic. Да, кога колку се секси звучи тоа само. такви убаво звучи, многу престижен избор и навистина многу веспомен имамо таму. И кога станува збор за таков еден избор за убавина, зборам од светски рамки, многу големо внимание се обрнува на национален костим. И јас за мојот национален костим решив
да се представам во една женска верзија на Александар Македонски, затоа имав Значи шлем. Александра Македонска. Александра Македонска. Имав шлем, штит и меч. Добро. И тоа ми го изработија едни уметници од Бугарија, затоа што тука не можев да најдам некои млади уметници кои што ќе се нафатат за такво нешто. Извини што ќе те прекинам. Значи шлем, штит Штит и меч. и меч. Да. А валјда и некоја фустанче? Имав, да. Ајде, не. Гледај сега па малку, Добро, малку Јарков, знаеш, следи, да. фантазијата оди тоа. Само да докажам, да, и беа многу убаво направени овие три работи, баш одава впечаток дека станува збор за вистински антиквитети, покрај тоа што ги имав овие додатоци. Имав и еден убав корсет, поточно корсетот кој што го носеше Каролина Гочева на... еве го тоа. Ова е корсетот што го носеше Каролина Гочева во Естонија на Евровизија, значи леениот корсет, добро познат од ношпал. Така да вака изгледав, ова се беше спакувано во посебен куфер. Добро. И кога се качуваме во авион, треба да полетаме и само слушам на разгласа молелицата Маријана Станојковска, ако може да го напушти авион. Колку убаво. 6 сата беле, викам, добро, и онака се стимнувам, ќе ве молам отворете го куферот да провериме што имате внатре. Си сплаши малку? Како не? Викам се што е сега работа во сред Македонија. Го отварам куферот, викам ова е национален костим, потребен ми е за во Америка. А од каде ви е ова? Викам ми го изработија уметници од Бугарија. Од Бугарија? Викам, да, знаеш, викам изработено, викам е ваков материјал, онаков материјал. И вика, чекај, вика, ова нас не делува дека станува збор за антиквитет. Ти да не сакаш да го извезеш надвор од нашата земја, па да не сакаш да го продаваш таму, викам, не, викам, не станува збор за тоа. Се објаснуваме 20 минути, ја почнав да плачам. Никад во животот не сум плачала, значи почнав крокодилски солзи да леам, да ги молам да ме пуштат, дека не станува збор за такво нешто, дека ми е национален костим, дека ќе го вратам и така натаму, така Одам на избор, луѓе. Вика, не, ова Паско Кузма, нека дојде, нека сведочи, нека види што е работа. Паско лично. Лично, да. Викам, сега ќе го најдам Паско Кузма, не се јавам по телефон. Ама некако, мислам, немаше шанси во 6 сат, знаеш, наутро и се ми вика, добро, окей. Проба да го добиеш Паско Кузма во 6 са бајле. На сестра ми се викам, како можеме да го добиеме телефонот на Паско Кузма, мене тука не ме пуштаат. Паско на еден часовник му е 6, на друг часовник му е 10, на трет му е, знаеш, така ли? Аха, слободно да, можеш да му звониш. Добро. И во секој случај ме пуштаа на нивна одговорност. И им вика, добро, окей, кога одиш, кога се враќаш, тоа е тогаш и потпиша тогаш. нешто дека... Ништо не потпишав, пошто јас уствари немав никакво властување за тоа. Мислам, стварно тие беа ново создадени работи, ама беа перфектни. И ми вика, добро, ќе се вратиш тогаш и тогаш. Ако нешто фали, ни Паско Кузма нема да те спаси. Викам, добро. И така да тргнав, нема везе и ете, отидов, се беше окей. Се качувам во авион, сите ме гледаат. Јас онака со едни патичиња со фармерки, капче и се качувам. А те чекале не знам колку 20 време. 20 минути не полетуваше авионот, за Цирик летавме. Да. И се сите качувам љути? горе во авион и сите вака ме гледаат, кога ме фати еден срам. Викам, кој знаеш, што ќе си помислат во моментот и седнува. Шо ни им викаше, ради корсетот е. Ради корсетот е. Ради корсетот, да. Ја имам само едно прашање, а сигурен сум дека сите тоа го мислите. Значи, тоа е, врати ми ја сликата, извини, врати сликата. А корсетот беше толку ефектен. Корсетот е истиот корсет од Каролина што го користеше по рекламни или кампањи или шо беше? Не. Или за Евровизија или шо Да, беше? беше искористен за една реклама, но беше и на Евровизија. Истиот корсет, инаку овој костим предизвика многу бурни реакции во Америка. Добро. Значи, тогаш беше актуелен оној филмот Alexander the Great, така да беше препознатлив и стварно многу бев приметна со ова, има многу голем впечаток оставено на оваа вечер. Мене само ме буни една работа. Ако ти си го носела и Каролина, малце ме буни тоа што ти и Каролина во градите не сте вашисти. Види, некоја од вас две, не знам која, става вестници. Не знам која. Може и на тебе убаво ќе ти стои, ме сваќаш? Да. И онака случајно јас го газам со штикла случајно, значи не беше ништо намерно и гледам P. Diddy. И онака го гледам и само викам, sorry, знаеш, извини, знаеш. А не си имала проблем само со аеродроми, имаш исто проблем еден со американска амбасада. Сега ќе ти кажам, значи исто е поврзано со овој избор, значи откако се вратив од Лас Вегас,
Значи поврзана е целата приказна со изборот Мис Hawaiian Tropic, таму влегов во првите 15, инаку на тој избор многу продуценти, филмски агенти од Холивуд и познати личности се дел од жири комисијата на самиот избор. Е добра карта за да отидеш понатака, после тоа се занимаваш со некоја јавна професија, типот на да бидеш дел од некој си шоу, не знам, дел од сцена, од филм и така натаму, или да те земаат за разни реклами. Така да јас добив понуда да бидам дел од шоуто Deal or Not Deal, многу познато шоу и кај нас е познато Знаете со се купричињата, или на Лила нешто. фактички. Така, На Лила, да, шоуто се или нешто. Е сега, која е разликата тука? Надпреварувачите ги дигаат куферчињата, Така? ги отвараат куферчињата поточно, а таму во Америка има девојки кои што се ангажирани да бидат тие кои што ги Фактички отвараат се редовни куферчињата. Да. Да, как еден вид на хостеси. Така да ја добив таа понуда после некое време, значи да дојдам повторно на пробно снимање и да видам дали можам да бидам дел од шоуто. И јас доаѓам овде и го кажувам сето тоа на новинари. И утре дента ствари не знам, не е ни битно кој вестник, него имаше насловна страна Маријана се сели и се пакува и оди за Америка. Добро. И после 2 дена ми се јавуваат од амбасада, треба да поразговараме во врска со вашата виза. Добро. Викам, добро, што е работата? Ќе ви кажеме А кога ти ќе имаш дојдете. активна виза во тој момент? Имав 10 годишна виза. И јас уствари цела вечер не можев да спиам. Инсомнија имав, пошто викам, сега што е работата, сега готова, ќе ми ја земат. Визата нема да ме пуштат да отидам, крај. Готово, сите бродови ми потона. Идам утре дента, ми викаат, слушај, вика, ние видовме на весници дека ти се селиш за во Америка, одиш и ќе работиш на тоа шоу. Викам, добро, знаете како се новинарите, викам, малку преувеличаваат, знаеш, и вика, окей, ама само да ти кажеме дека ти не смееш да одиш со оваа виза да работиш. Викам, мораш да ги смениш документите. Со која дозвола ти ќе работиш во Америка? И викам, па тоа, викам, таман работа, викам, станува збрза, викам, навистина, викам, сериозни луѓе, викам, тие не би си дозволила, викам, да ангажираат некој човек кој што нема соодветна документација. Ја усклади тука работа? Да, викам, не се секирете, јас и да одам, и ако испадне работа, викам, доаѓам и ќе ги сменам документите, најмал проблем, викам, само да испадне. Значи, од новинарски текст било целото? Целото тоа беше од новинарски И отиде текст. или не отиде? Отидов неколку месеци покасно. Добро. И работата што беше што го пропуштив терминот. Значи, претходно се случило тоа пробно снимање, кастинг за нови лица кои што влегла во шоуто, јас требаше да чекам година дена плюс, отишол возот, да. И така да, ето, не успеавме да се усогласиме во тајмингот и тоа е тоа. Познати личности, што си ги запознала и од кои што ние најдовме слики. Каде е сликава со Џон Леџенд? Сликава е на After Oscar парти кај Принц дома, Принц пијачот. Да. Чекај, ти си сликана со Џон Леџенд на After Oscar парти кај Принц дома. Да. А, мампе Маријани, и не измислуваш ништо од ова. Не измислувам. И ова не е фотошоп. Не е фотошоп. Секоја чест. Да. Како се најде на After Oscar парти кај Принц дома? Да, тогаш кога отидов преку една моја другарка Милјана од Црна Гора, значи таа доби покани и ме викна и мене да отидеме на забава. Како ти кажам, знаеш, ние онака мислиме дека кој знае што се случува таму на тие забави, ама тие се многу нормални, долови. пријатни. Пример, келнери има да ти дојдат такви со... Не, воопшто не е така никако на тој да начин решено. Принц да донесете вино сами. Да, решено. Не, него имаше што онака можеш само да се послужиш, имаше обезбедување на секој чекор од куќата ставено, значи се беше онака во најдобар ред, а што се однесува до послужувањето, немаше келнери кои што не служат, имаше шанк каде што можеш само онака да си сипаш пијачка, немаше јадење. Да. Па знаеш дека сите од Холивуд сакаат да бидат слаби, не јадат. Ние балканците се најадеме, онака да. Па нормално. Да, многу. Кај Принц дома мислам прасе брат дека има. А Принц замисли, Принц пееше, значи тоа беше по повод отварањето на неговата, мислам отварањето, само што си купил човекот куќа во нова куќа во Холивуд. И ето, затоа ги покани сите оние кои што биле на Оскарите да бидат потоа дел и од неговата забава. Имаше многу други, не само Џон Леџенд, значи многу други познати личности кои што беа дел. Патрица што ќе ти доат. Беше Марион, заедно игравме на подиум. Марион. А Марион Котилјар. Марион да носеше една преубава хаѓина од Жан Пол Готие таа година. Не дури Оскаровка.
епа тоа вечер кога уствари таа година кога доби Оскар беше тоа. Да. После тоа, не знам, од една страна играше Марион до мене, Принц го обожавам, а од друга страна беа Пенелоп Круз со Хавиер. Се забавува двајцата, многу беа заљубени еден во друг и сега ние играме, се џускаме и гледам некој се бутка од позади, се бутка и онака случајно јас го газам со штикла случајно, значи не беше ништо намерно и гледам P. Diddy. И онака го гледам и само викам, sorry, знаеш, извини, знаеш, хај, викам, ме гледа, он така важица малку повообразен и арогантен, ептен и секогаш пази, онака седа му е на место, скоцка. А ти го загази у цеваните? Го згазнам, да, во... P. Diddy. Да. Да. Онака и фрлил милион, никада не ти се повтори. Не, така Принц како беше у штикли у светот? Во штиклички, да. Беше во штиклички, во неговите штиклички. И до кај ти беше до овде? Па многу е низок. Низок е, нели? Многу е низок. Имаме ли од Маријанче некои сликички од Инстаграм, чисто само да прокоментираме пар? Да ни каже онака која е историјата на тие слики. Пример, шо е се, ова е во на Халкидики? Ова е на Халкидики, ова е во Афитос ми се чини од ова лето. Да, инаку се зарази... Како што гледаме, има скор Маријана 0. Ама зашто, Лела, па зашто оваа слика сте ја земале? Ова е пред да почнам, иначе знаеш до кој левел, до second level сум стигнато и знаеш колкав скор имам направен. Добра си идеме во баскетче? Ја цело време тоа правев, јас одев цело време на флипери и играм баскет. Тоа ми беше единствена занимација, Дај друго нешто? Така да супер си помина. А ова е во 2005 година во Кина. Кога ме избра за мис бикини на Маријанче, зошто не продолжи со вакви, пошто имаш и титули светски, не дека онака си била како на Евровизија што завршуваме последни. Зошто не продолжи со тоа? Па не продолжив затоа што дојдов овде во Македонија и почнав да работам на телевизија. А ти е криво некогаш или не? И некако све вика, ајде, добра е следната година, ќе отидам ај кога ќе имам некоја луфта, кога нема да имам снимање, ама почнав со игрите на среќа, тогаш ми се поклопија работите. Да, а инаку овде знам кога значи дуваше еден таков ветер, значи тоа е невидено нешто во Кина, беше топло, беше август месец и најнаш не знам зашто таа вечер дуваше еден страшен ветер. Цвеќево е вистинско или вештачко? Вистинско е, да. И кога ме избраа за победник, значи кажа онака баш Македонија без фиром, and the winner is Miss Македонија. Наеднаш јас излегувам да ме кронисат. Еден од организаторите, станува збор за кинез, значи како што ми ја стави круната на глава, така круната ми летна. Ајде. На сцена, да. Па трчаше, па ја зимаше круната, па повтор пат ме крунисе. Мислам дека на самиот врв дека малку се гледам искривена. Скршена е малку. Малку искривенка, да. После ја Дај друго гере да видиме. Маријанче. Се собравме пак. Какви панталони? Ова е многу интересно, да, ова е многу интересно, значи ова ни баш можеме најкоментиран настап од Танцот звездите со мојот партнер Илија Карадаковски. Игравме Ча-Ча-Ча на Smooth Criminal од Майкл Джексон со Ча-Ча-Ча елементи. Море како ти стои Шеширов да ти кажам. Ова беше оној момент носи кога стално. Кога да требаше да јас да се соблачам, односно да го извадам сакото кој што го имам и панталоните и да останам во една женска верзија, некоја ваква интересантна. Не бе, зашо женски, јас си седам така по дома. Под црвено бикини. Baby, you can drive my car. Oh yes, I'm gonna be a star. Сега ти си од лево, така? Се надевам. Костим. Да, јас сум од лево, да, ова е Владко Илиевски, да. Овдека сме на 1 април, кога си ги сменивме улогите, кога јас бев Владко, он беше Маријана во бекстејдж. Абе, Маријанче, за Владко морам да те прашам. Значи, вие бевте пар, така? Водителски пар? Не, надвор од тоа. Не бевме воопшто, никогаш не сме биле пар. Никогаш не сте значи, била со Владко? Не, никогаш со Владко, секогаш... Ама имаш и повесници дека... Тоа беше измислено од страна на новинарите, така да воопшто нема никаква вистина. Мислиш измислено, плански измислено или ти појма немаш за тоа? Не, на почеток беше плански, уште на првото снимање на првата емисија на Бекстејдж, значи
ама не да бидеме ние во врска, туку што се случува во бекстејџот на бекстејџ беше работела. Аха. И не знам зошто Деве малце таму помпа, малце маркетинг, малце така. нешто такво, да, и од таму излезе таа приказна као јас и он сме нешто заедно и не знам тоа се провлекуваше низ весници неколку години. Да. И ама ние се дружевме цело време и така да кога и да не видат заедно мислеа дека сме нешто дека Значи, нема криеме ништо. дека сме заедно. А морам да те прашам, како почна таа цела работа со бекстејдж? Сосема случајно, од едно мое гостување кај Лила во една тогашна нејзина емисија, ајде да те видам, мислам дека се викаше. Добро. Мислам дека емисијата помина многу убаво, затоа што некако бевме ептено пуштени, насмејани, распејани, пеевме, игравме. Ки пееш тука? Ај сега мораш да пееш. Нема кога кажа више дека пееш по емисии. Ајде Мораме да пееш. пеем. Пеј нешто, што? Нешто странско, нешто пеперминт што би знаеле. Па не знам што може. Па што сакаме? Rolling Stones, Beatles. Може нешто од Битлси, например. Може. Beatles. Може! Што сакаш? Да. Baby, you can drive my Ајде. car. Baby, you can drive my car? Ама само да ме придружуваат. Ајде, Маријана, Ајде, оди таму таму, да- ајде, браво. Оди. И еве сега Пеперминт групата во соседен состав, имено на вокал ја имаме Маријана Станојковска, ајде. Is the girl what you wanted to be? That baby you see? I wanna be famous, star on the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Oh yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. Маријанче? Маријанче? Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Опа! Маријанче? Маријанче? О, Маријанче! Значи, малку е тешко овдека да се игра. Одеднаш посака сите Да, да... малку е тешко, а ова се dancing shoes и многу се И ова се ликави. dancing shoes. Вау, yeah! Adidas dancing shoes. Made from Italy dancing shoes. Made from China dancing shoes. Како? Што правиме? Како? Еве го, ова е тоа. Браво, Жара! Чекај сега, пошто горе не може баш толку многу добро да танцувам. Морам да... Ај па качи Сакаш се ли? горе, а јас доле да бидам. Не, сакаш ли нешто да ти покажам? Многу. Сакам све да ми покажеш. Не, гледам дека добро ти оди танцување. Како не? Сакам да те научам нешто. Чекај. Ама да е лесно, немој да ме срамиш пред А. публиката. Ај вака напред. Супер. Уште? Чекај.
Толку е, чекай. толку, Сега. добро. На десно, на лево, на десно, стој и доле, 2, Добро, 3. добро. Уште една Нема шајде. сме толку близко. И на лево. На лево, на десно. Да. На лево. Сега на друга страна. 1, 2, 3. А може со музика? Може со музика. Ајде, ама Истото една го нека прави. добра. Прво лево или десно? Кај одиме прво? Десно, десно. Десно, окей. Ајде. Ајде. И сега. Сега лево. Стој. И пак. Стој. Уште еднаш. Завршуваме, на крај сме веќе со време, не јаде време. Стварно? Да. Светло, темно, тоа е нешто што го правиме со сите гости на крај. Значи, Тоа е тоа? светло или темно? Ако е тука 20 часот, значи 20 часот, дали е во Техеран, Иран, светло или темно? Светло? Не. Темно? Темно. Ама не е светло, е темно. Значи, Никола е со нас тука сега и ќе играме цртање реченици. Значи, пратете ме сега. Листот го делиме на 3 дела. Значи, имаме прв дел, втор дел, трет дел. И сега, во првиот дел, треба да напишеме некоја реченица каква сакаме на светот. Што сакаме што и да ни текне. Напиши една било каква реченица. Реченица? Да. Сега си ги даваме еден на друг. Ти таму. Ете, така. Дај. И сега, врз база на реченицата, треба да направиме цртеж. Значи, тоа што го гледаме како реченица, сега треба да го нацртаме во вториот дел. Сега, го земаме листот. Значи, листот го земаме и горната третина ја превиткуваме да не се гледа. Значи, да не се гледа. Горната третина? Да. Тоа што го гледаме како цртеж, сега треба да направиме реченица врз база на тоа што го гледаме како цртеж. Значи, што гледаш, напиши. Реченица. Ајде, јас сум готов. Ја не сум готова. Чекај. Никола, сега исправи го листот вака цел. Повели. Ајде, која камера е тука? Горе пишува Маријана е жешка, па има цртешче и доле пишува надвор е многу топло. Значи тука е, добро е. Добро е. Еј, ова е вау. Кој да? Како го погодиле? Не знам како го погодиле. Горе пишува љубовта е движечка сила. Па доле има не знам што представува ова, ама како срциње и не знам што е тоа вовче некакво. И доле пишува љубовта е среќно чувство. Вау. Многу близко. Многу близко. Ова далеко од близко е. Што е тоа? Ова благе везе нема. Горе пишува многу ми се спие, па имаме цртеж и доле пишува те чекам во кревет, пасту. Никола, јагнер за тебе, мајсторе. Аплауз за Никола. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Маријанче, И така. јас морам да те испратам со Толку ќе ме Нешто, испратиш, ќе те па јас испратам. не си одам. Чекај. витаминка. Може. Good Nature за ова имаш и за такви детокс, метокс и за слабење и за глупости тие, иако те не ти треба. И ти испраќам за да си се храниш убавко во Орофлан. Благодарам. Тоа се овие работи за тебе, а Супер, ние ќе фала те ти испратиме многу. со последен најголем аплауз Маријана Станилковска беше во еден ден. Фала многу.
За крај имаме супер гостување од наши пријатели битолчани, со кои што исконтактиравме на Facebook и ми е птен кеф што се тука и ќе ни свират Led Zeppelin медли, микс од Led Zeppelin песни. Тука се Лука, Филип и Димитар. Сега немаат име на групата, ама вајда следниот пат ќе имаат. Супер си поменав, мислам дека секоја емисија би можела да доаѓам, онака баш да се изнасмеам и да направам 1000 стомачни од смеење. Жаре, супер си продолжи. Знаеш дека те сакам.